Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на ова проучување на книгата Прва Самуилова. Денес ќе ги обработиме глава 16 и 17. Ако имате Библија до себе, ќе ве замолам да ја отворите и да читате заедно со мене. Глава 16. Разликата меѓу Саул и Давид. Пред да почнеме со читање, сакам да кажам збор 2 за глава 16. Во неја го среќаваме Давид, идниот цар на Израел, и личноста која беше многу поразлична од првиот цар на Израел, Саул. Минатиот пат ги читавме стиховите по кои Самуил му кажа на Саул дека Бог го отфрли и дека ќе му го даде царството на некој кој е подобар од него. Причината за тоа беше постојаната непослушност од страна на Саул. Бог му даде неколку шанси за да биде добар и успешен водач, но Саул ги прокоцка. Затоа, тој мораше да се соочи со последиците од неговите постапки. Бог одбра нов цар, човек според своето срце. Бог многу пати го тестираше Саул, а тој падна на повеќето од тие тестови. И до ден денешен Бог ги тестира оние кои ги повикува и ги сака, за да види како ќе реагираат. Во Евреите 12:6 пишува дека Бог ги испитува оние кои ги сака. Во Јаков 1:12 пак пишува: Блажен е оној човек кој издржува искушение, бидејќи откако ќе биде проверен, ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Забележувате? Бог ветил благослов за оние кои ќе бидат трпеливи во време на искушение. За жал, животната приказна на Саул не резултираше со благослов. И се надевам дека тоа ќе биде наша поука. Така што, следен пат кога ќе се соочите со некаков тест во животот, немојте да мислите дека Бог е против вас. Тој го дозволува тоа со одредена причина. Ако реагирате со вера и надеж во него, таквите ситуации ќе ве зацврстат. Минатиот пат немав доволно време да го објаснам прашањето: зошто Бог му заповеда на Саул да ги истреби амаликијците и нивниот цар Агаг? Пред да почнеме со читање на библискиот текст, сакам накратко да обрнам внимание на тоа прашање. Амалик беше син на Исав, а амаликијците беа народ кој од секогаш беше непријателски настроен кон израелците. Кога израелците излегоа од Египет и тргнаа кон ветената земја, амаликијците им застанаа на патот и не сакаа да ги пуштат да поминат без борба. Во тие моменти, Бог вети дека ќе дојде ден кога целосно ќе ги избрише амаликијците. Тие имаа можност да се покајат за своите гревови и да го избегнат Божиот праведен суд. Но поминаа околу 500 години и не го направија тоа. Што се однесува до Агаг и причината поради која Самуил го погуби, сакам да знаете дека Агаг не беше ништо подобар од неговите предци. И тој исто така беше човек кој сакаше да ги уништи израелците. Не само тој, туку и дел од неговите потомци се обидоа да го сторат истото. Во книгата Естира пишува за Аман, потомок на Амалик, кој круеше планови да го збрише израелскиот народ од лицето на земјата. Ако Саул беше послушен и ги уништеше амаликијците, години подоцна израелците немаше да се плашат од заканите и плановите на Аман. Така што, во однос на уништувањето на амаликијците, сакам да знаете дека тие не беа невин народ, туку луѓе кои беа духовно и морално изопачени. Бог го избира Давид на местото на Саул. Време е да почнеме со читање и обработка на главата во која Бог го избира Давид како следен цар на Израел и наследник на Саул. Бог го прати Самуил во Витлеем, за да го помаза новиот цар. Не велам дека Давид беше совршен, далеку од тоа, но при читањето на Библијата ќе забележите дека Давид беше човек кој живееше покајнички живот и знаеше како да се поправи кога ќе сгреши. Ќе го прочитам првиот стих од глава 16. Му рече Господ на Самуил: до кога ќе патиш по Саул, кога јас го отфрлив да не биде цар на Израел? Понеси со себе масло и оди, и јас ќе те испратам кај витлеемецот Јесеј, зашто меѓу неговите синови си согледав цар. Како што можете да видите, Самуил беше навистина разочаран од фактот што Бог го отфрли Саул. Кога дозна дека Бог избрал нов цар, на Самуил воопшто не му беше сеедно, бидејќи навистина го сакаше Саул
И ако можам така да кажам, навиваше за него. Но дојде време да се помаза заменикот на Саул. И тоа е следната задача која Бог му ја даде на Самуил. Тогаш Самуил рече: како да одам? Саул ќе чуе и ќе ме убие. Господ рече: потарај од стадото свое една јуничка и кажи: дојдов да му принесам жртва на Господ. Покани го и Јесеј на жртвата. Јас ќе ти кажам што да правиш и ти ќе ми го помазаш оној кого ќе ти го посочам. Бог е тој кој го избра следниот цар на Израел. Тој не им остави на израелците можност да бираат кој ќе биде следниот цар, бидејќи знаеше дека народот повторно ќе направи грешка при изборот. Бог го прати Самуил да оди во Витлеем, конкретно во куќата на Јесеј. Ќе го прочитам стих 7. Но Господ му рече на Самуил: не гледај на лицето негово и високиот негов раст. Јас го отфрлив. Јас не гледам така, како што гледа човек. Зашто човек гледа на лицето, а Господ гледа на срцето. Ова е еден од најважните принципи кои можеме да ги научиме од Светото писмо. Во претходната глава прочитавме уште еден важен духовен принцип кој гласи: послушноста е подобро од жртвата и покорувањето подобро отколку овнешкото месо. Вие и јас сме одговорни да покажеме дека вистински му веруваме на Бог и дека сме негови деца. Најдобриот доказ за верата не е само исповедта, туку исповедта проследена со соодветни дела. Христијанството е вера која влијае на нашето секојдневие и на се што правиме. Затоа никој не може да се преправа дека е христијанин. Од стихот кој го прочитав, дознаваме дека кога Бог гледа на нас, тој не гледа на надворешниот изглед, туку на внатрешноста, на нашите срца. Бог е заинтересиран за нашиот ентериер, односно за состојбата во која се наоѓаат нашите срца. Кога го прати Самуил да го помази идниот цар на Израел, Бог му рече: немој да судиш врз основа на надворешниот изглед. Има нешто поважно од тоа и јас ќе ти кажам што е тоа. Бог гледа на срцето и на вистина сум му благодарен за тоа. Ние луѓето секогаш гледаме на надворешниот изглед, а тоа се случува дури и во црквата. За нас е важно како изгледаат луѓето, бојата на нивната кожа, нивниот социјален статус, автомобилот кој го возат, куќата во која живеат и други символи кои високо се ценат во општеството. Тие нешта на Бог воопшто не му се важни. Затоа му рече на Самуил: јас не гледам како што гледа човекот. Мене ми е важно срцето. Самуил му кажа на Јесеј зошто дојде, па затоа домакинот ги донесе пред него своите синови, за пророкот да одлучи кој од нив ќе биде следниот цар. Кога ги виде 7 синови на Јесеј, Самуил знаеше дека ниту еден од нив нема да биде цар. Така Јесеј ги доведе пред Самуил 7 синови своји, но Самуил му рече на Јесеј: ни еден од нив Господ не избрал. Тоа е стих 10. Ке го прочитам и следниот. Самуил го запраша Јесеј: сите деца твои ли се овие? Јесеј одговори: остана уште најмалиот, тој ги пасе овците. И му рече Самуил на Јесеј: испрати и доведи го, зашто нема да седнеме да јадеме, додека тој не дојде овде. Дури Јесеј не помисли дека најмалиот, Давид, може да биде човекот кого Бог го избрал за цар. Зошто? Најверојатно зашто во тоа време Давид беше многу млад. Некои историчари веруваат дека имал околу 16 години, а моje мислење е дека беше и помлад. Со оглед на тоа што беше најмал во семејството, тој ја доби одговорноста да се грижи за овците. А браќата имаа поважни одговорности. Мислам дека тоа е причината поради која Јесеј воопшто не го повика Давид, бидејќи сметаше дека тој не може да биде следниот цар. Но кога Самуил ги запозна останатите синови и му кажа дека ниту еден од нив не е Божиот избор, Јесеј мораше да го повика и Давид од полето. Самуил му рече: работата по која дојдов е многу сериозна. Нема да седнам да јадам и пијам, се додека не го запознаам и најмалиот син. Ке го прочитам стих 12. Тогаш Јесеј испрати и го доведоа. Тој беше рус, со убави очи и пријатно лице. И Господ рече: стани, помазај го, зашто тоа е тој. Не заборавајте дека овие зборови кои ги читаме се напишани од страна на Самуил, што значи дека во овие стихови тој всушност ги опишува првите впечатоци од како го запозна Давид.
Самуил вели, Давид беше русо момче со убави очи и пријатно лице. Претходно спомнав дека Бог не гледа на надворешниот изглед, туку на срцето, но тоа не значи дека Бог ја презира убавината. Токму напротив, тој ја создал убавината. Доволно е само да излезете од градот и да отидете на некоја ливада и планина, и таму ќе видите колку е Бог креативен и колку убави нешта има создадено. Нашиот Бог е Бог на убавина. Заеди сонцата кои секојдневно ги гледаме, се исто така многу добар доказ за тоа. Бог е тој кој им дава убавина и на луѓето, но за жал голем дел од нив ја злоупотребуваат за да ги продаваат своите тела, да ги разголуваат за пари и слично. Убавината доаѓа од Бог и кога ја имаме, мораме да бараме од Него да ни помогне истата да не биде причина за горделивост. Самуил вели дека Давид беше убаво момче. Тоа не значи дека на Бог му беше важен неговиот изглед, бидејќи Давид не беше избран како цар врз основа на неговата надворешност. Причината зашто Бог му рече на Самуил да го помаза Давид за цар е бидејќи Бог го познаваше неговото срце и знаеше дека е понизен човек. Тој го познаваше Давид многу подобро од неговиот татко или неговите браќа. Може би ќе прашате, што беше толку посебно во врска со Давид? Одговорот е, уште од тинеџерски години тој беше личност која искрено веруваше и се надеваше на Господ. Давид не беше совршен и секој кој ги прочитал книгите 1 и 2 Самуилова може многу лесно да дојде до тој заклучок. Но Давид беше понизен човек, личност која знаеше да го признае гревот и да се покае за него. Затоа Бог го нарече човек според своето срце. Стих 13. Самуил го зеде рогот со масло и го помаза среде браќата негови. И Духот Господов почиваше врз Давид од тој ден и подоцна. Потоа Самуил стана и отиде во Рама. Стихови 14 до 16. А од Саул отстапи Духот Господов, и зол дух испратен од Господ го мачеше. И му рекоа на Саул неговите слуги, ете, зол дух од Бога те мачи. Нашиот Господар нека заповеда на слугите своји што се пред тебе, да побараат човек што знае да свири на харфа. И кога лошиот дух од Бога ќе дојде врз тебе, тој, свирејки со рака, ќе те успокојува. Моje лично мислење е дека Саул беше целосно обзавен од сатаната. Дури и неговите слуги забележија дека нешто не е во ред, дека има некакво духовно растројство. Нивниот предлог беше да му донесат добар музичар, кој ќе му свири на харфа и со тоа ќе го смирува. Добриот музичар кој го одбра беше Давид. Саул им одговори на слугите своји, најдете ми човек што убаво свири и доведете ми го. Тогаш еден од слугите негови рече, ете, јас видов кај витлеемецот Јесеј дека еден од неговите синови знае да свири. Тој е човек храбар и борбен, умно говори и е мощно убав и Господ е со него. Давид беше необична личност од многу аспекти. Саул прати известител кај Јесеј и рече, испрати ми го синот свој Давид, кој е со стадото. Јесеј зеде магаре натоварено со леп и еден мев вино и едно јаре, па ги испрати со синот свој Давид кај Саул. Давид дојде кај Саул и се представи пред него. Тој многу му се допадна на Саул и му стана оруженосец. Давид престојуваше во палатата на царот. И Саул испрати да му кажат на Јесеј, нека служи Давид кај мене, бидејќи стекна благонаклонност во моите очи. И секогаш, кога злиот дух доаѓаше во Саул, Давид ја земаше харфата, свиреше и на Саул му стануваше подобро и повесело, и лошиот дух тогаш се иставаше од него. Со овие стихови завршува глава 16, од која дознаваме дека Давид е помазан за наследник на Саул како цар во Израел. Најважната лекција која можеме да ја научиме од оваа глава е дека Бог не познава какви сме однатре и за разлика од луѓето кои ја гледаат нашата надворешност, тој го гледа нашето срце и тоа му е најважното нешто поврзано со нас. Глава 17. Бог го подготвува Давид да биде цар. Денес ќе обработиме и глава 17, која е една од најпознатите текстови во Библијата. Нема да го коментирам текстот детално, но ќе ги спомнам најважните моменти. Во оваа глава е запишана борбата помеѓу Давид и Голијат. Претпоставувам повеќето од вас знаат за што станува збор. Ќе го прочитам првиот стих.
филистејците ги собраа војските своји за војна. Се сместија во Сохо, град јудејски, и поставија логор меѓу Соко и Азека, во Ефес Дамим. А Саул и израелците се собраа и си поставија логор во Теревинската долина и се подготвија за војна против филистејците. Филистејците и израелците повторно се подготвија за битка. Како што можете да забележите, нивните судири беа многу чести. И застанаа филистејците од едната страна на планината и израелците од другата страна на планината, а меѓу нив беше долината. Со други зборови, филистејците стоеја на една височинка, а израелците на друга. Помеѓу нив имаше ливада и никој не се осуди прв да го нападне непријателот. Во следниот стих ни е опишан главниот проблем на израелците, а тоа е човекот по име Голијат. А од филистејскиот логор излезе еден јунак по име Голијат од Гет. Беше висок 6 лакти и педа. Ако еден лакт е од прилика 45 сантиметри, тогаш Голијат беше висок нешто повеќе од 270 сантиметри. Толку беше висок што мислам дека да беше жив денес, голем број кошаркарски клубови ќе правеа се што можат само за да го имаат во своите редови. Поентата со Голијат беше следна. Филистејците го пуштија него како представник на целата војска, а од израелците се очекуваше да пуштат нивни представник кој ќе се бори против Голијат и на тој начин да се добие победникот во битката. Ако победи Голијат, израелците мораат да им се подчинат на филистејците и обратно. Еве уште неколку детали за него. На главата имаше бакарен шлем, а беше облечен во лушпест оклоп, и оклопот тежеше 5000 шекели бакар. На нозете имаше бакарни ногавици до над колената и на плеките своји бакарен штит. Дршката на копјето негово беше како ткаечко кросно, а самото копје беше од 600 шекели железо. Пред него одеше оруженосец. И застана тој и викна кон израелските војски велејќи им: "Зошто сте излегле да војувате? Нели сум јас филистеец, а вие робови Саулови? Изберете си еден човек и нека слезе кај мене." Голијат го правеше ова неколку дена поред, но без никаков резултат. Никој од израелците не сакаше да се бори против него. Давид дојде на бојното поле за да донесе храна за неговите браќа. Кога дозна што се случува, тој беше шокиран, што никој не беше доволно храбар да се бори против Голијат. Во меѓувреме, браќата дознаа дека Давид се распрашува за борбата и се обидоа да го испратат дома. Откако не успеа, некои од војниците го однесоа Давид кај Саул, да му кажат дека тоа е момчето кое сака да се бори против Голијат. Саул се обиде да му го даде своето оружје на Давид, но Давид ја одби понудата бидејќи не беше навикнат да се бори со толку тежок штит и оклоп. Тој момент крие важна духовна лекција која гласи: немојте да се обидувате да бидете некој друг. Наместо тоа, стремете се да бидете такви какви што Бог ве замислил. Немојте да се обидувате да го правите тоа што другите го прават. Ако Бог не ве повикал да проповедате, може би ве повикал да пеете. Ако не ве повикал за пеење, сигурно ви дал некој друг духовен дар. Што и да правите, немојте да се обидувате да ги имитирате луѓето околу себе. Иако беше млад, сепак Давид беше многу храбар и одлучи да му се спротистави на Голијат. Реши да користи праќа и неколку камчиња. Стих 40. Па го зеде в рака стапот свој, си одбра 5 мазни камчиња од потокот, ги стави во овчарската торбичка што беше со него, и со торбичката и праќата в рака излезе против филистеецот. Некои луѓе велат дека Давид зеде 5 камчиња за секој случај, доколку го промаши Голијат да има со што да го нападне повторно. Но верувам дека има подобро објаснување за бројот на камчињата. Моje лично убедување е дека причината поради која Давид зеде 5 камчиња може да се најде во 2 Самуилова 21:22, каде што пишува дека во Гет имаше уште 4 джинови кои паднаа од раката на Давид и неговите слуги. Давид беше подготвен да се бори со 5 филистејски джинови, доколку имаше потреба за тоа. Затоа зеде 5 камчиња од потокот. Давид го победи Голијат, зашто беше свесен дека битката е во рацете на Господ. Кога тргна против джинот, Давид знаеше дека Господ е со него и дека ќе му даде победа. Следниот пат кога ќе имате некаква битка или предизвик во животот,
Ве охрабрувам да и пристапите на таа ситуација со ист став како Давид. Во следното проучување ќе обработиме глава 18. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.